Имаше денови каде што бројката беше и 120.000. Денес имаме бројка на прекршоци која што се движи 500, 600, 700, некој ден 800, но далеку драстично помала бројка на прекршоци. И тоа оние прекршоци кои не се животно загрозувачки. Овие прекршоци кои што ги констатираме се прекршоци поврзани со недозволена брзина и поминување на црвено светло и управување на моторно возило кое што не е регистрирано. Тие се тие прекршоци кои што ги констатира моментално системот. Во иднина Кој во иднина други прекршоци би ги констатирал системот? Во иднина ќе го имплементираме и погрешно запирање и паркирање како прекршок кој што ќе биде констатиран од страна на овие паметни камери. Што е суштината на оваа теза кога велам европски вредности? Нема човек кој што управува моторно возило во Скопје и кој што не ги гледа придобивките од овој паметен систем. Односно, го немаме она дивење низ скопските улици како што сме го имале претходно, ги немаме оние ненормални брзини на движење како што сме ги имале претходно. Тоа е факт, тоа го гледаат. Тоа секој еден македонски граѓанин може да го забележи во рамки на улиците во Скопје. Ја нема таа нетрпеливост како што ја имаше претходно. Бројките на сообраќајни незгоди се намалуваат. Бројките на повредени лица кои што ги имаме компарирано со претходни години се намалуваат. Целта која што сакавме да ја постигнеме веќе и текако има одзив од јавноста дека е постигната. Добро, основен предуслов. Докажавме со ова за овие 20 на дена. Не беше целта да се полни буџетот на државата. Целта беше да спасиме еден човечки живот повеќе, да спасиме едно наше детенце повеќе, да спасиме едно постаро лице повеќе низ улиците во Македонија.